Деветмина високи функционери во СВР Охрид и во МВР се на листата од последната пријава што против предпоставените ја поднел охридскиот полицаец Стевче Стевоски, кој пред 2 години го казни командирот со 800 евра. Ги пријавило оти секој поединечно, но и заеднички континуирано психички го малтретирале. Направиле повреда на неговите основни човекови права со цел да му изречат дисциплинска мерка престанок на работен однос. Неговите пријави никој од надлежните не ги есапи, па Стевоски одлучи да ги сподели со Маквакс за јавноста да чуе за однесувањето на луѓето кои се на одговорни функции во МВР. Поднесов нова преставка до Тоа е оваа година. Да, но нова преставка, односно пријава за мобинг до Министерството за внатрешни работи за продолжување со мобинг. Од страна на Виолета Влаховиќ, помошник министер, тоа ми беше најрадосниот ден во животот. Дојде известување, господине Стевоски, ве молиме да ги доставите сите докази против непосредните старешини, кои што ги пријавувате за мобинг. И јас, радосен дека ево, некој се сетил во оваа држава дека нешто ќе трне. Сите докази му ги доставив на МВР. Но тоа тамо и остана. Денеска ја нема Виолета Влаховиќ. Денеска Виолета Влаховиќ ниту да праша, ниту пак да ги прекинит овие состојби, него именуваната и понатака изрекуваат одредени санкции. Во пријавата за мобинг поднесена во јануари 2017 година, Стевоски наведува дека со устни наредби од старешините бил спречуван да работи согласно законите. Тврди дека деветмината високи функционери во СВР Охрид и во МВР по терк на злосторничко здружување започнале отворена акција за негова дискредитација. Откако истекле сите законски рокови, а не била преземена ниту една мерка, Стевоски по 1 месец против истите 9 луѓе поднел тужба во Охридскиот суд. Нема одговор ниту на тужбата. Во ноември пак минатата година поднел пријава и во Државниот инспекторат за труд поради тоа што МВР не постапило по неговата пријава за мобинг и побарал да се изврши инспекцијски надзор. Половина година по пријавата, Стевоски вели дека инспекцијски надзор во СВР Охрид нема. Од Државниот инспекторат за труд не одговорија на прашањето од Маквакс, зашто никој не презел мерки по пријавите за мобинг од Стевоски. Желбата и убедувањето на владата на Република Македонија и на претходната, и на сегашната, дека ќе се бори и ќе се справи со криминалот, за жал е само за на телевизија. Разочаран од непостапувањето на институциите, Стевоски се одлучил на радикален чекор. Поднел кривична пријава за полициска корупција против себе и против четворица предпоставени. Оди на работа, зема плата, нема обврски. Во кривичната пријава наведува дека четворицата предпоставени: Рубинчо Џаферовски, кој е командир во полициската станица во Охрид, Сашо Смилевски, кој е началник во СВР Охрид, но и Стефан Буџаковски како дел од внатрешната контрола во Охрид, и Дејан Андонов, помошник на министерот за внатрешни работи во Скопје, направиле 3 кривични дела: злоупотреба на службената положба и одвластувањето, несоодветно работење во службата и повреда на равноправноста на граѓаните. Пријавените самоволно и спротивно на законот донеле устен договор за моја суспензија за вршење работи и работни задачи како полициски службеник во МВР, а исплатата на плата и надоместоци од плата ја извршуваа во целост, со што му предизвикале штета на буџетот во износ од 700.000 денари. Стои во кривичната пријава. Како пето обвинет во кривичната пријава, Стевоски се наведува сам себе си за сторено кривично дело, лажно пријавување кривично дело. Смета дека доколку јавниот обвинител утврди дека четворицата обвинети што му давале плата што не ја заработувал бидат ослободени од обвинение, тогаш тој треба да биде осуден за лажно пријавување на кривично дело. Стевоски во пријавата бара обвинетите од лични средства да ја надоместат штетата во буџетот од 700.000 денари. Од Охридското обвинителство нема одговор на тужбата. Стевоски вели дека битката со пријавените продолжува. Тој собира докази за обид колегите да му подметнат крадени дрва за огрев, за да може да го обвинат, но ја сгрешиле плевната и ги подметнале во туѓа. За овој случај од минатата година била малтретирана неговата сопруга. Жена ми вика: слушај, вамо, имам проблем, еден од полицајците ме фати за рака и ме влечкаше до објектот што се наоѓа на нашата штала и ми викаше дека овој објект е ваш и треба да го отвориш ти, да направиме записник, бидејќи имаме наредба од суд.
Што направи ти, му викам, па јас му кажав речи дека тој објект не е наш. По овој случај, Стевовски почувствувал дека му е загрозена безбедноста и затоа побарал полициска заштита и прием кај министерот Оливер Спасовски, но и по една година не добил одговор на барањата. Од МВР не сака да ги коментираат обвинувањата од полицаецот Стевовски. Само кусо нагласуваат дека одделот за внатрешна контрола секогаш постапува кога има индиции за повреда на работниот ред.